Одделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал при Министерството за внатрешни работи ја реализираше оперативната акција Којот, при што беше разбиена криминална група на подрачјето на Велес, Неготино, Гевгелија и Скопје. Во текот на минатата ноќ па се до утринските часови извршени се претреси на домови и други простории на 24 локации. Кај повеќе лица, поради постоење основи на сомнение за сторени кривични дела, злосторничко здружување, разбойништва, лажно представување, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, криумчарење на мигранти и злоупотреба на службената положба. Организатори на криминалната група се 3 лица од Велес, од кои еден вработен во секторот за внатрешни работи Велес. Групата почнала да дејствува од почетокот на минатата година на национално и меѓународно ниво. Вршеле кривични дела од областа на насилниот криминал, недозволена трговија со дрога, криумчарење мигранти и коруптивни кривични дела. Во вршење на криминалните активности на оваа група учествувале и полициски службеници од ЦВР Велес. Полициските службеници контактите и дејствијата при вршење на кривичните дела ги извршувале и за време на работа и при тоа истата ја злоупотребувале. По превземените мерки утврдено е дека припадници на криминалната група учествувале и во веќе документирани и процесуирани кривично-правни настани. Двајца од вкупно тројцата организатори на криминалната група биле организатори на разбойништво, што се случи во Велес на 8 февруари годинава, кога од вработени во Агенција за обезбедување беа одземени 4 касети собственост на Стопанска банка во кој имало 4 милиони денари. Исто така утврдено е дека прво пријавениот 35 годишниот велешанец на територијата на Велес и Штип подолго од една година организирал поголема мрежа на препродавачи, односно дилери на дрога. Прво пријавениот ја набавувал дрогата, претежно марихуана, од Албанија или Скопје и ја доставувал до други припадници на групата, кои пак преку посредници ја дистрибуирале до уличните дилери. Во делот на кривичните дела против човечноста и меѓународното право од страна на организираната криминална група се испланирани, организирани и извршени неколку кривични дела, криумчарење на мигранти. Со криминалистичкото здружување утврдено е дека од страна на криминалната група организиран е транспорт на најмалку 559 мигранти. Во текот на денешниот ден по целосно документирање на случајот ќе бидат поднесени кривични пријави за сите извршители на овие кривични дела.